Без малку 3 милиарди евра им должат семејствата на банките по основ на кредитни задолжувања и камати заклучно со јули годинава, според најновиот извештај на Народната банка. COVID-19 кризата не ги намали, туку во текот на јули ги зголеми кредитите кај населението, споредено со јуни за 1,3%, а во однос на јули 2019 година порастот е дури за 9,4%. Најкористени и понатаму се потрошувачките кредити, и тоа во износ од 1,5 милиарди евра, кои главно се користат за преживување. На второ место се стамбените кредити со 899 милиони евра, а на трето се кредитните картички, за кои домаќинствата должат 188 милиони евра. Проблемот доправа доаѓа, бидејќи по одложената наплата за 6 месеци која стекува, заклучно со септември, од октомври граѓаните ќе мора редовно да се ги враќаат ратите од кредитите. Дека банките не се особено погодени од кризата, зборува примерот со Стопанска банка, која и покрај одложувањето на наплатата на кредитите и каматите од април годинава, во првото 6 месечје остварила поголема наплата на нето камата од истиот период лани. Годинава за 6 месеци од камати оваа банка заработила 30 милиони евра, а лани 29,5 милиони евра. Во Комерцијална банка нето приходите од каматите во изминатите 6 месеци се намалиле за 3,2%, а во НЛБ банка намалувањето е за 1,5%.